Здрава, јас сум Касија и денеска ќе ви дадам идеи што да правите и како убаво да го поминете времето дома, бидејќи имаме доста долг период кој што можеме да го поминеме правејќи интересни работи. Денеска ќе ви дадам 5 идеи за do it your own или DIY, односно работи кои што можеме да си ги направиме сами. Прво ќе ви покажам како да направите стикери. Еве како ти изгледаат, што да биде, не мора нормално да бидат овие форми, туку може како што вие сакате да ги направите, односно да бидат персонализирани. Се што ќе ви треба се ножици, безбоен целотейп, поубаво ако е поголем, бидејќи ако е поголем може да ставите поголема површина, и хартија за печење, работи најдобро за мене, не знам дали има некои други опции. Земете цела ролна и ќе видите колку ќе треба. И последното, лист, со или спринтани или нацртани дизајни кои што вие ќе сакате да ги искористите. Прва работа што ќе треба е да си ги исечете вашите дизајни по формата, дури може, ако сакате, да ставите малку бело од страна. Откако ги исечете вашите сликички, повторно кажувам, не битно дали се нацртани или испринтани, ќе земете ролната и ќе исечете колку ви треба, еве таман јас толку ќе земам. И само е најбитно да оставите доволно простор за да ги собере сите сликички на ролната. Ова ќе го тргнеме настрана за да има доволно простор. Потоа ролната ќе ја облеете со хартија, со безбојниот целотейп и доколку правите 2 реда, како што е тука, не знам колку се гледа, треба да направите 2 реда и да се долниот ред да се поклопува со горниот или горниот да се поклопува со долниот и ќе видите зашто понатака. Потоа ќе ги земете вашите сликички и ќе ги ставите на површината која што е со целотейп. Еве како изгледат моите наредени. Потоа, повторно ќе го облеете само ќе ја облеете површината повторно со селотейп, но овој пат над стикерите. Повторно гледајте сите да ви бидат убаво покриени со селотейпот. Убаво ќе облеете целата површина, треба да изгледа вака, односно да не ви паѓаат стикерите. Потоа повторно ќе ги исечете, но овој пат ќе морате да оставите малку простор за стикерот да има поголема леплива површина. Така да нема да сечете тотално до линијата, туку ќе оставите малку простор. И еве како ќе изгледат стикерите. Тада! Стикерите се готови. Јас имам премногу, бидејќи се многу интересни за правење и се многу лесни. Сега ќе ви покажам како јас ги користам. Еве како најлесно се користат. Значи, земав една тетрадка и како што гледате, ќе најдете само линијата како на обичен стикер. Ќе најдете линијата и само ќе го извадите стикерот. И тоа е леплива површина. Ќе го сакате каде и да сакате. И баш убаво лепат. Може да се користат тетрадки, па дури еве и на метал. Еве ќе земам еден кој ми се допаѓа. Ќе го одлепам. Многу лесно се одлепува и лесно се става. Се надевам дека ви се допадна ова и дека ќе го користите, бидејќи на вистина е нешто како може супер да си ја изразите креативност и да си го поминете времето.